Започна да се нормализира дотокот на вода во реката Брегалница. Според мерењата, предпладнето во браната Калиманци влегуваа 73, а истекуваа 66 метри кубни вода. Тоа е неколкукратно помалку во однос на претходните 2 дена, кога дотокот се искачи и до 290 метри кубни. Опаѓањето на водостојот придонесе полека да се повлекува и водата од поплавените земјоделски површини, како и од населените места во општина Чешиново-Облешево, што беа во најкритична состојба. Тоа ќе овозможи да се направи почетно согледување колкави се штетите што ги предизвика надојдената вода. Сепак, главен проблем за жителите од поплавените населени места, особено во општината Чешиново-Облешево, останува загадената вода за пиење од пумпите и бунарите, за што беше издадена и официјална забрана за нивно користење. Поради тоа, во обезбедувањето исправна вода за пиење се вклучи локалната самоуправа со бесплатно делење флаширана вода на жителите. Овде сме во населено место Ларци, веќе ја делиме водата што ја имаме. Во секој момент треба да пристигне цистерна од Свети Николе, значи голема благодарност до градоначалникот Свети Николе што не го овозможнува. Имаме доста спонзори што даваат вода за пиење. Тука би сакал да изгразиме апел и голема благодарност до нив. Во текот на денешниот ден, значи, ќе посетиме сите населени места. Веќе бевме на теренот да видиме го течението на река Брегалница кај населено место Теранци, значи намалелен е водотекот. Потоа сме да го видиме и патот што го правиме, значи поврзување од село Видовиште кон село Теранци, веќе има машини испратено од државни патишта и веќе работат на тој терен. И има медицински екипи во сите населени места, значи доктори ќе посетуваат сите населени места. Значи тоа се одсечените места Теранци, Кучичино и Борилчево. Повлекувањето на водата овозможи, иако отежнато, повторно да се користи и локалниот пат кон селата Кучичино и Борилчево, што беа одсечени со поплавата.